Види, они успеа да прогласат дека Христијан Мицкос ќе оди на покана на Трамп на инаугурацијата во Вашингтон. При што сите што малку се потрудиле знаат дека нема врска, никаква покана нема добиено. Има добиено покана од фирма која што ја плаќаат во Америка на нив. Па оди делегација, Бог те пита, таму 30 добро, души. сега Добро, мора ќе го да- платиме ние сето тоа се Реално, разбира. Убаво е што оди. убаво е што оди. Се ова што го збори само ја зацврстува всушност позицијата дека не треба да се брза. Дека времето работи за нас, да видиме што ќе направи Трамповата администрација. Имаме некаква мала вратичка низ која поминуваме таму. Можеби ќе намигнат, можеби нешто ќе ни фрлат некоја коска со наместо да влегуваме во ова што го говориш ризични реформски кампањи у кои што ќе треба да губиме власт. Се обидувам да ти опишам позицијата на ама работата може да се смени драматично. Еве, како се смени Израел со договор. Може да се смени, ја не викам дека ќе се смени. Бидејќи никој не знае како ќе се однесе идната американска администрација, дека Америка ќе има своји интереси на Балканов, ќе има. На кое ниво ќе ги представува? Ќе ги представува дали Македонија мисли дека ќе извлече корист од новата американска администрација, не сум толку сигурен.